Пожарникари, здраво! Дозволете ми во мое лично име, во името на граѓаните на Скопје, убеден сум и оваа година да ви го честитам денот на пожарникарството и уште еднаш да ви упатам огромна благодарност за посветеност и пожртвуваноста која што несебично ја покажувате вршејќи ја оваа толку благородна функција. Опремувањето и модернизацијата на противпожарната бригада се спроведува во полна пареја како никогаш досега. Но тука нити имам намера да застанам, нити имам намера да престанеме колку и некои да го посакуваат тоа. Кога станав градоначалник, оваа противпожарна бригада ја затекнав исклучиво тешка состава на која што вие се сеќавате многу подобро од мене. Заедно направивме многу да го промениме тоа, да биде подобро за сите, но истовремено си дадовме и задача да не застануваме туку да направиме што е можно и повеќе и подобро. Веќе втора година, значи, се во употреба новите дишни апарати, униформи и чевли кои што ги задоволуваат сите стандарди, пред се за вашата лична безбедност, а обновена и противпожарната опрема со нови црева, нови арматури. За мене таа е 35 години старата аналогна дигитална централа со современа нова старата аналогна централа со нова современа дигитална централа. Новата противпожарна скала, која што ја набавивме со комплетна опрема, очекувам да биде тука во наредните 20 на дена. Без оглед што некој сака да го напаѓа ова, гор сум што токму вие сте тие кои што определивте каква противпожарна скала му е потребна на нашиот град. А особено се радувам што заеднички одлучивме дека не треба да штедиме кога е во прашање вашата безбедност, меѓутоа и кога е прашање безбедноста на оние за кои што и вие и ние постоиме, граѓаните на Скопје. Уште повеќе, со оваа опрема обезбедуваме безбедност и на граѓаните на Република Северна Македонија. И покрај тоа што направивме многу, свесни сме дека има простор за реализација на потребите на вас, меѓутоа и на противпожарната бригада. Знаеме дека на противпожарната бригада е потребна модерна опрема согласно европските стандарди и заради тоа вложувањата во оваа насока нема да запрат. Нашата бригада е побогата за нови 38 пожарникари, а работиме на тоа да обезбедиме и нови вработувања овде во бригадата, иако тој процес заради епидемијата на коронавирусот за жал е забавен. Со сите овие чекори го зголемуваме капацитетот на бригадата и истовремено се доближуваме и до исполнување на европски стандарди согласно кои што пропорцијата треба да биде еден пожарникар на 1500 жители. Сведоци сте дека најдовме заеднички решенија за децениските проблеми кои што ги имавте вие лично, кои што беа истакнати од страна на вашите две синдикални организации. Ги зголемивме платите, ги плаќаме придонесите, ги исплаќаме додатоците, а истовремено сум убеден дека овој диалог нема да го прекинеме, додека не се изданат трајни и одржливи решенија кои што ќе ги исполнат вашите синдикални потреби. Конечно, со секое вложување во техничката опрема и човечките капацитети на противпожарната бригада, работиме на создавање на услови за поголема безбедност на граѓаните. Секој спасен живот на наш сограѓанин, секој заштитен имот на наш сограѓанин е нешто кое што нема цена и затоа никогаш нема да заборавиме дека без вас оваа хумана мисија е неостварлива. Сосема на крај, дозволете ми оваа година да ви посакам помалку пожари, а повеќе спасени животи. Од секога сте биле и останувате хероите на нашиот град, нашата најголема гордост. Вашата хуманост останува гаранција за нашата безбедност и заштита на нашите животи. Останете такви какви што се за нашето Скопје, за сите нас. Се гледаме наредната година повторно во овој состав на Денот на пожарникарите. Среќен да ви е денот.